Добро утро, следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за нашите средношколци успешни во светот, за нашите успешни дома кои ќе заминат на еден од престижните универзитети во светот и за жал можеби нема да се вратат, но можеби и ќе се вратат во Македонија да го применат знаењето стекнато таму. Во студиото ни доаѓа Борис Стојановски, матурант од Нова, кој ќе студира на Карловиот универзитет во Прага, и Ирена Филкова, универзитетски и кариерен советник во Меѓународното училиште. Добро утро, добро дојавте во студиото. Добро утро, благодарам на поканата. Борис, какво е чувството да се биде дел од универзитетот на кој студирале еден Алберт Ајнштајн, Никола Тесла, Франц Кафка, еден од најстарите во Европа универзитети? Искрено мене не ми се верува се уште. Дефинитивно сум многу возбуден и едва чекам да започнам со студиите. И да, многу сум возбуден дефинитивно и да запознам нови луѓе, нова култура. Дефинитивно Прага, многу убав град. Дали уписот на Карловиот универзитет значеше и присуство таму или досега не се? Да, дефинитивно. Го видов и факултетот и каде имат пракса учениците и дефинитивно многу ми се допадна како изгледа, да. Ке студираш медицина таму? Да. На универзитетот на кој се вршеле операции на срце уште во предминатиот век, во 1800 и некоја извршена првата операција на отворено срце, најдов таков податок, и еден од најстарите универзитети во југоисточна, односно во источна Европа. Да. Дефинитивно ја мислам дека тоа се чувствува кога си таму. Професорите се така многу добри, многу топли со нас и мислам дека искуството само што го правеве в приемниот испит многу ми се допадна и како комуницираат со нас. И да, дефинитивно сум многу возбуден. Ќе бидеш доктор? Се надевам, да. Зашто? Зашто ќе специализираш? Дали од сега знаеш зашто би се определил? Се уште не знам, но мислам дека тоа е еден голем позитивен дел од медицината, тоа што имам 6 години да размислам, да видам што највеќе ме влече, што сакам, и да, затоа мислам дека медицината е баш супер за мене за студирање. Да. Ирена, погледнато од аспект на кариерен советник, дали е штета што ваквите деца како Борис ги испраќаме во странство? Реално да, бидејќи генералната тенденција на учениците од нашето училиште, а верувам и на голем број ученици што се во државните училишта, е да се обидат барем да заминат во странство за високото образование. И јас би сакала да е така, откако ќе го добијат тоа образование надвор и да се вратат во земјата, меѓутоа можам да кажам дека во голем процент учениците понатаму остануваат во странство. Јас би сакала нашата земја да им нуди перспективи и можности што би ги привлекле да се вратат и тоа знаење што го стекнале да го имплементираат тука, бидејќи верувам сите сакаат да се тука со семејството и со пријателите, меѓутоа од аспект на кариерни можности и квалитетно образование, сепак за жал тенденцијата е во странство да заминат по големиот дел. Така, секоја успешна приказна е специфична на свој начин. Сите оние што излегуваат од просекот имаат различни животни патишта и интересни при тоа веројатно многу ситуации. Каква е оваа на Борис Стојановски? Дете кој доаѓа од Штип. Да. Средното образование го продолжува во гимназија Нова со стипендија и потоа следната станица е Прага. Што на тој пат, од каде медицина, како тргне успешната приказна на Борис Стојановски? Да, па искрено јас на почетокот пред 2 години сакав да студирам психологија и се уште сакам психологија, но по долги дискусии и со професорката Филкова и истражување онлайн, решив дека медицината всушност правиот пат за мене, бидејќи ги сакам природните науки многу и се гледам себе си како работам во таа област, во иднината, и сакам така директно да соработувам со луѓе, и затоа ми се многу допаѓа медицината како предел, како факултет, смер за факултет, и затоа решив да аплицирам за медицина, да, и тоа е една од главните причини. Како изгледа тоа регрутирање на супер талентираните средношколци кои треба да продолжат или да се обидат да се запишат на некој од најпрестижните светски универзитети? И еве, например, ова конкретно во случајот на Борис, премислување на некој начин од неговата желба за психологија дека можеби треба да се насочи кон медицина.
Така, па тоа не е толку невообичаено, бидејќи сепак на таа возраст не сите млади луѓе точно знаат што сакаат да прават, меѓутоа затоа и во нашето училиште нешто специфично е што постои таква програма за универзитетска, академска и кариерна поддршка, која што ние уште од прва година во средно образование ја имплементираме, бидејќи не е само процесот на аплицирање, тоа е веќе оној формалниот дел во четврта година што го прават учениците. Ние имаме посебни часови за кариерно советување, интегрирани во распоредот уште од вториот семестар од прва година. И се среќавам со нив и јас и другата колешка имаме цел еден департмент таму. Ги учиме, значи, основите од пишување на кратка биографија, мотивацијски писма, значи сите елементи на апликацијата, процедури за аплицирање во голем број на дестинации за студирање во странство. Гледаме да ги развиеме нивните афинитети, интереси, да ги запознаеме одблиску за да можеме да ги насочиме. Тоа е повеќе годишен процес на само осознавање прво од нивна страна и од академски аспект да ги следиме, меѓутоа и да видиме и надвор од часовите што се оние работи кои што ги влечат и ги интересираат. Така што кај нас децата вообичаено, освен во академскиот дел, се многу активни вклучени во програми за помош на заедницата, волонтирање, летни курсеви, школи, програми, академско истражување. Значи неколку години тие истражуваат што е тоа што потенцијално би ги влечел. Исто така и доаѓаат кај нас представници од факултети, им држат предавања за разни програми, факултети, наши поранешни ученици веќе етаблирани во професиите доаѓаат и ги изложуваат на различни професии, така што тоа активно работиме ни сите 4 години од средното образование. Така, а оној најсуптилен дел на проценка одреден супер талент во кој правец треба да се насочи? Како тоа се прави? Каде е тука балансот да се за сепак конечната одлука да дојде од ученикот, да не му сугерирате можеби вие нешто погрешно поради кое понатаму може да се каже? Да, апсолутно, секогаш велам дека нивен треба да биде изборот, не наметнат ниту од мене, ниту од родителите. Меѓутоа одблиску ги следиме академски како се развиваат на часовите, добиваме редовен фидбек од професорите. Значи и тие треба да се сами за себе реални во кои области не само се наоѓаат, туку и навистина добри моди академски. Така што врз основа на сите тие параметри и кариерни алатки кои што ги користиме, индивидуални средби и разговори, на крај доаѓаме до некои решенија. Инаку и во случајот на Борис и во случајот на многу други ученици, тие аплицираат на повеќе од едно место, па потоа решаваат на крај каде ќе го продолжат образованието и од академски, социјален и финансиски фит. Така. А кога се прави онаа селекција, да речем, прва, веројатно, дали одреден ученик повеќе има склоности и афинитет кон општествените или пак кон природните науки? Дали тоа треба на почеток на гимназиските денови да се така? Кај нас се спроведува програма на меѓународна матура и тие изборот на предмети го прават на крајот од втора година, бидејќи таа е 2-годишна програма, трае во трета и во четврта година и потоа се полагаат испити екстерно оценувани на крајот од четврта и тоа е таа главна квалификација која што ја користат при аплицирање на факултетите. Програмата е многу холистичка во пристапот и бара од нив и критичко и креативно размислување во повеќе области да се развие. Тоа е еден цел профил на ученик кој што се развива и врз основа на академскиот успех, интересите и афинитетите определуваме кои предмети најдобро за нив би одговарале. Така. Борис, во твојот случај, уште веројатно во основното образование знаеше дека природните науки повеќе ти лежат? Да, дефинитивно, да. Биологијата дефинитивно ми е омилен предмет и се уште ми е. Уште во основно? Уште во основно, да, дефинитивно. И затоа така мислам дека иако не бев сигурен, целосно не бев сигурен, знам дека сакам да продолжам нешто што е поврзано со природните науки, нели, во иднината. Да. Како се добива стипендија во Меѓународно училиште Нова? Па тоа е процес. Услов е да се биде скрос одличен, меѓутоа многу основци се скрос одлични, нели? Да, дефинитивно има процес. Знам дека е различен секоја година, но за мене ние имавме два круга и требаше во првиот круг да напишеме есеј. Во вториот круг, нели тие што поминавме во вториот круг, имавме различни активности, нели поврзани со на пример математика и со соработување со други ученици, секако зборување на англиски, тоа е главен аспект од Нова. И тоа беше процедурата за мене, но знам дека пред некоја година, не знам дали ова година беше така, учениците се снимија како зборуваат и
читаат свој есеј, мислам дека Видео беше. есеј, Да, видео есеј. Затоа различно е секоја година, но во суштина се гледаат различните аспекти од ученикот и секако англискиот јазик мислам дека треба да се дефинитивно акцентира во тој процес и се акцентира. Да. Да, Карловиот универзитет е основан во 1348 година и еден од најстарите во Европа, особено во источна Европа и еден од најстарите на групата словенски јазици основан универзитети во Европа. Меѓутоа, зошто освен ова дека еден од најстарите и најпрестижни, изборот беше токму Карловиот универзитет и медицинскиот факултет таму кога например на листата на најдобри универзитети ги имаме Оксфорд, Кембридж, Харвард, Масачусетс и други плејада на универзитети кои подобро котираат и од Карловиот универзитет. Да. Зошто токму Карл Прага? Општо јас сакам да студирам во Европа, сакам така поблиско да сум овде до Македонија секако. Исто така и многу ми се допаѓа Прага. Јас лани бев во Прага, ја посетив по прв пат и ми се многу допадна. И така со истражување онлайн и секако што ги имав на часовите за факултети, дознав повеќе за процесот на аплицирање, бидејќи во секоја држава е различно. И мислам дека самата атмосфера и луѓето кои што се наоѓаат таму и болницата во која што учениците имаат пракси ми се многу допадна и затоа решив да си ја пробам својата среќа и да аплицирам таму и да секако успеав. Така. Ирена, каков е односот на другите најдобри средношколци од Нова? Каде главно се определуваат и каде гравитираат, каде им е интересот најмногу? Вака, секоја генерација е различна, генерално аплицираат на секаде ни светот, искрено кажано, меѓутоа како топ некои 5 дестинации би биле Америка, Англија, Холандија, Италија и Шпанија. Значи, како некој генерален тренд. Па повторно Европа, значи. Да, и во Америка има секоја година кои што одат. Не сите на таа возраст се решаваат, да речеме, да одат преку океанот, на вистина треба едно ниво на независност, меѓутоа и потрагата по одредени програми и можности. Инаку сме имали ученици и до Австралија и до Азија што заминале, меѓутоа во најголем дел сакаат во Европа. Бидејќи ваша специјалност е регрутацијата на талентите и дарбата на секој средношколец посебно, ве прашувам, во Македонија низ годиниве наназад, во голем број од минусите кои ги припишуваме на образовниот систем е податокот и фактот дека голем број средношколци се определуваат да продолжат со студии, за разлика од некои европски земји, поразвиени, подемократски и посериозни од нас и како економии, во кои не одат сите после средното училиште на факултет, туку се определуваат и за занаетски струки. Да. Како треба да биде, каков модел треба да се примени во Македонија? Каде грешиме ние? Тоа е навистина тешко и комплексно прашање, бидејќи низ години и години можеби погрешни образовни политики кои што се спроведували или немање еден конзистентен став и принцип за како да се развие образованието или можеби применување на различни модели, меѓутоа не биле до крај спроведени. Мислам дека во тие земји навистина бидејќи ниту има проблем со невработеност, има голем број на можности за вработување, имаат младите луѓе и можност да изберат и vocational образование и веднаш да работат, така нас тој проблем е навистина изразен и младите луѓе образованието го гледаат и надоградувањето како единствен начин за успех и генерално надвор од државата. Така што и во нашето училиште би рекла над 99% од учениците продолжуваат со факултети, понатаму одат и на постдипломски студии, па се и до докторат. Што прави вашето училиште различно од големиот број јавни училишта, каде што, например, не се работи толку на регрутација и на насочување на учениците? Што е специјалноста која... Па прво би тргнала од програмата која што ние спроведуваме, програмата за меѓународна матура. Ние сме целосно IB училиште, уште од градинка па се до 4-та година. Значи тоа е програма која што пред се го развива критичкото и креативно размислување на учениците, ги тера интердисциплинарно да размислуваат, значи не се учат работите напамет, не се учат фактографски, туку пред се низ истражување и низ размислување. И се развиваат тие сите вештини на комуникација и на креативност и на колаборација и
Тоа во денешно време, значи развивање на тие меки вештини што ги велиме или вештини на 21-виот век се клучни, затоа што сега многу е лесно некои фактографски информации да ги најдете со пребарување нели на Google, повеќе како да размислат и во разни хипотетички сценарија нели како да решаваат проблеми. Меѓутоа, не само вашето училиште, и другите приватни училишта успеа низ годиниве да направат супер бренд и да се истакнат на некој начин од урнисаниот образовен систем во јавното школство. Да. Ако можат приватните училишта, зошто тоа не се примени тој исти или сличен модел и во јавните училишта? Нема волја, нема кадар, треба пари или каде е проблемот? Повеќе проблеми, веројатно и системски, значи од аспект на квалитет на наставен кадар и вложување во истиот и квалитетот нели на програматите и образовни политики што се спроведуваат. Кај нас, освен квалитетот на програмата што ја спроведуваме, тука би зборувал и за наставниот кадар, и пристапот ние кој што го имаме кон учениците е многу по-индивидуален. Значи, ние вистински ги запознаваме и работиме со нив како индивидуи. Значи, сосема односот и релацијата на часовите, мотивираноста на самите едукатори и ние самите постојано се надоградуваме и се образуваме. Значи, не застанува тука процесот затоа што сме завршиле факултет. Значи, сите ние учиме. Така, дали мислите дека, еве прашање за двајцата, дека Борис би бил на некој начин едукативно или хендикепиран во своето образование во наредните 4-6 години, колку што трае медицинскиот факултет таму, ако наместо во Прага на Карловиот универзитет студираше на медицински факултет во Скопје? Па потоа се определеше за специјализација во странство, например. Па, искрено, мислам дека не би правило многу голема... Секако дефинитивно има разлики нели во факултетите. Мислам дека главниот аспект зошто и сакам во странство и да студираме поради англискиот јазик, дека ние го користиме англискиот нели за секој предмет освен македонски, секако. И затоа мислам дека единствениот хендикеп што би го имал е фактот што би требал да учам на македонски, што дефинитивно не е проблем, но бидејќи овие 4 години го развив моето знаење за биологија, за хемија, за физика на англиски, мислам дека би ми било полесно да... Сега кога размислуваш за биологија, за некој стручен предмет, размислуваш на англиски или на македонски? Да, на англиски. Да, бидејќи... Веќе спонтано ти доаѓа да... Да, прв јазик. Па така некако, бидејќи го користиме многу често и нели кога учиме нашите лекции и тестовите и сите тие елементи се на англиски и затоа мислам дека англискиот ми е развиен доволно за да можам да продолжам и медицина на англиски. Има ли време за еден млад човек, средношколец, да биде супер успешен и да живее нормален живот? Па да, мислам... Имаш време за дружење? Да, мислам дека дефинитивно треба да има таков баланс помеѓу училиштето и нели дружењето. Затоа мислам дека дефинитивно е возможно, но сепак во некои моменти треба да се стави акцент на училиштето и учењето, пример за испитите. Колку време на ден учиш, а колку време трошиш бесполезно на ден губиш, да речеме, на социјалните мрежи, како што многу млади го прават? Се зависи до нели дали имам испити, те на пример сега ги имавме испитите за IB програмата, па затоа дефинитивно многу повеќе учев и не излегував многу често, но одма после испитите нели излегував и малце се одморив, но сега пак нели почнуваат испитите и приемните испити. Па затоа се зависи до периодот, но дефинитивно да, седнувам да учам и се фокусирам ако е потребно во ситуацијата. Ирена, кој е вашиот став во врска со ова? Дали ако Борис останеше тука, ќе имаше помалку знаење отколку ако студира медицина во Прага? Искрено, еве, и во однос на студирање на факултети во средно, мислам дека луѓе кои што се квалитетни, кои што се мотивирани, имаат внатрешна мотивација да се надоградуваат, тие секаде можеби би можеле да успеат, меѓутоа дефинитивно патот на Карловиот факултет ќе му биде полесен затоа што ќе има мотивирани, ангажирани професори, етаблирана програма и ќе има таа постојана индивидуална поддршка. И поголема конкуренција, веројатно. Што исто така стимулативно делува, реално, значи и во поглед на праксата нели во самата болница која што е поврзана со факултетот. Значи не велам дека и тука не би успел, меѓутоа дефинитивно можеби поголем труд, можеби поголем напор, значи таму мислам дека малку повеќе ќе биде стимулиран од аспект на квалитет. На крајот секој со својата среќа, така веројатно, меѓутоа ова го прашувам од аспект што на пример гостуваат сега во Телма и најдобрите студенти на
најстариот Наши. универзитет кај нас, на Свети Кирил и Методи, иако е таков со рейтингот каков што е за жал во последниве години. Меѓутоа има студенти со 10 0 просек или со 9,9 просек кои не сакале да преполагаат, не бркале оценки успех, туку бркале знаење. Решиле да студираат овде и сега за сега не планираат да заминат од Македонија, така што има еден и обратен тренд, би рекол, меѓу младиве денес, дека можеби сакаат да се обидат да останат во Македонија и да направат нешто од својата земја. Можеби треба да ги задржиме младите што се квалитетни, за да ни тргне на подобро овде. Дефинитивно, мислам дека државата треба да има развиена стратегија за задржување на младите луѓе овде и да им даде можности на тие што отишле во странство да студираат, да се вратат и да го имплементираат тоа знаење. Борис, со оглед на афинитетот, првата желба за психологија и сите овие аспекти за кои зборуваме до сега, како се гледаш себе си после 10 години од сега, негде во светот, како успешен психијатар можеби, бидејќи дел од медицината што повеќе те интересира или нешто друго се? Па дефинитивно размислуваме за психијатрија, но се зависи нели овие 6 години сега кога ќе научам повеќе за медицината, но дефинитивно сепак пак е во план може и да се вратам пак во државата и не знам точно што би се случило, но сакам да продолжам да специјализирам нешто што ќе ме нели влечи повеќе и дефинитивно психијатријата мислам дека е може да биде во тоа што ќе се специјализирам, ама се уште не знам точно. Те прашав како се добива стипендија, сега прашам како течеше процесот на апликација. Колку е тоа тежок и мачен процес, бидејќи треба доста администрација има, нели? Има, да, зависи од една земја до друга, колку е долгорочен, различно. Меѓутоа знам примери на нашинци кои се запишале на Харвард, на Оксфорд, кои поминале денови и месеци на апликации и на комуникација со универзитетот пред да се влезе таму. Каков беше твојот случај и нешто повеќе околу условите, каде ќе бидеш сместен во Прага, како ќе живееш таму, кој ќе ги покрива трошоците, колку чини живот во Прага месечно? Да, па за аплицирањето во Прага, тоа е онлайн процес и нели поради тоа што имавме часови 4 години, мислам дека полесно ми помина тој процес, и дефинитивно комуницирав со луѓето што се од факултетот и дознав повеќе за тоа како можам да аплицирам, но самиот процес за аплицирање за медицина е поразличен од останатите нели смерови, така и за сите. И поради тоа што има повеќе акцент за приемниот испит, отколку за, например, предметите што ги имам или нели други аспекти, па затоа јас повеќе се спремав за приемниот испит, за биологија, за хемија, за физика, отколку самото аплицирање, бидејќи беше онлайн и не беше нешто многу комплицирано. За приемниот испит зборуваш или приемниот испит беше таму во живо? Приемниот испит беше во живо, но зборувам за самото аплицирање, нели за конкурирање за приемниот испит, но се зависи до факултетот и до местото каде што се аплицира и на тоа што се аплицира, но сепак за мене не беше многу тежок процесот. Студирањето таму дефинитивно ќе се уште гледам нели станови, место каде што може да живеам и комуницирам пак со факултетот за стипендија, бидејќи се надевам дека ќе нели добием некаква стипендија за да биде полесно студирањето таму, бидејќи дефинитивно е поскап животот во Прага, затоа и такви фактори треба да се земат во предвид. Но да, тоа има наши студенти на Карловиот универзитет? Некој кој можеби би ти бил цимер или наши деца други таму? Има. Да. Што студираат и други работи, општествени науки, компјутерски науки. Не, јас лично не познавам, но знам дека има од мојата генерација што ќе аплицираат во нели во истиот факултет, па затоа се надевам дека ќе можам заедно со нив да. Како изгледаше полагањето на приемните испити? Па ни бевме ние всушност во болницата и го имавме приемниот испит во болницата и беше во една училница и беше 1 сат и 30 минути, имаше прашање нели за биологија, за физика, за хемија. Усно беше, не писмено? Писмено беше, да. И почекавме 2 сата, мислам, и ни ги дадоа резултатите и за тоа време не прошетаа низ болницата и низ факултетот и само по еден предмет, само по биологија имаше приемен испит? Не, беше еден тест за биологија, хемија и физика и логички прашања имаше исто така дел од.
Каков е тестот на англиски? На Јазикот? англиски, да. Со прашање со можност за окружување, со дадени сугерирани одговори или треба да се пишува Со нешто? Како сугерирани есе и нешто или не? Да, со сугерирани одговори беше, но сепак можеше да бидат повеќе одговори, не беше само еден одговор, затоа беше малце така по збунувачки за некој. Да, двосмислено, да, дефинитивно. Но да, ми се допадна и прашањата, да, повеќето ги знаев поради тоа нели што учев и да, ми се допадна и општо атмосферата и да. Со каква оценка го положи примерот? Не ни ги кажа оценките, но само ни кажа нели кој Кој е Ранг листа. Да, кој бевме примени. Имаше и одбиено? Да. И отпосле имавме исто така интервју, каде што имавме така пологички прашања и етички прашања поврзани со нели медицината и тоа ми се исто така многу допадна бидејќи се запознав и со нели повеќе со луѓето кои што работат таму и професорите секако и тој аспект ми исто така ми се многу допадна од приемниот. Дали во оваа фаза во животот на 18 години, веројатно 18? 19 имаш свој некој начин рол модел, урнек, пример, идол кој би го следал во професија? Па искрено немам, мислам дека мојата фамилија и општо и моите другари и другарки ми се така голема инспирација бидејќи заедно комуницирам со нив и тие главно ми помагат нели да одлучам и тие се на нив можам главно да зборувам нели за проблемите и за нели потешкотиите, затоа мислам дека и постарите како на пример тетко ми, мајка ми, татко ми, као сите што ми се во фамилијата ми се дефинитивно рол модели, како што може да се каже. Но да, дефинитивно тие се главен дел од тоа. Ирена, каде вие ги гледате Борис и останатите супер таленти, не само од вашето училиште, туку и генерално сите добри средношколци, сите луѓе кои се решени и имаат потенцијал да успеат по 10 години од сега? Многу е тешко тоа да се каже, днината ретко кој може да ја предвиди. Јас секогаш ги учам еве и за факултети дека треба да бидат отворени и флексибилни и да се отворени пред се за можностите кои што им се нудат и активно да го искористат времето на факултетот, максимално значи да инвестираат во себе и верувам дека сите тие ќе бидат успешни. Многу би сакала нели да се создадат услови да тие исто така може да се вратат некогаш. Меѓутоа генерално продолжува значи и со дополнително образование. За медицината веќе не станува збор бидејќи тоа е долготраен процес. Ирена Борис, ви благодарам многу за гостувањето во Телма. Ви посакувам многу успех и успешна лекарска кариера. Ви благодарам Врвни многу. достигања во медицината. Фала ви. Фала ви многу. Да.